Добро е да се биде дел од црква, добро е да се биде дел од Божјата фамилија. Ми не достига такви состаноци, ми не достига кога заедно со Божјиот народ го славиме Господ и кога се подучуваме на Божјото Слово. Денеска спремив нешто за вас. Темата е радосната вест дека ние сме ново создание во Исус Христос. Нека Господ ми го зборуваше тој збор, ново создание, дека ние сме ново создание, и така почнав да размислувам на тоа, почнав да барам некои стихови и еве што Господ ми зборуваше. Прво сакам се осврнам на времињата во кои што живееме. Знаете, Библијата е исполнета со нови работи, со ново, често пати се зборува тој збор нов. Исто така и заветот по кој што живееме сега повеќе не е стар, туку живееме според нов завет. Така. Јас верувам дека живееме во време на нови работи. Време на потребни потресувања во светот и во црквата. И во споставување некои нови работи кои што повеќе прилегат на Божјото царство. Јас верувам дека не треба да имаме таков став, старото си беше добро. Само да дојде како што беше порано, да си биде истото и ќе не биде супер. Само да поминува лудило. Верувам дека не е исправен став. Бидејќи Господ може да направи од оваа ситуација нешто добро. Разбирате? Ме охрабрува кога читам во Битие, значи прво ќе овде име на Битие 50:20. Тука Јосиф им зборува на браќата. Истите тие браќа, ако се сеќавате, кои што сакаат да го убијат, па го фрлија, па беше најден и помина низ цела историја, и потоа преку него се спасија многу луѓе. И вака им кажува на браќата, вика: освен тоа, иако имавте намера да ми сторите зло, значи Јосиф им кажува на браќата, Бог го сврте тоа кон добро. Да направи тоа што се случува денес, да спаси живот на голем народ. Иако целава ситуација со короната и ковидот не е Божја акција, не е Божје дело, јас не верувам дека Господ носи вирус и сака нешто да не научи преку страдања, преку смрт, преку други лоши работи. Меѓутоа Господ ќе направи нешто што можеби е според агента на некој светски поредок и не знам што, ќе направи од тоа зло да излезе нешто добро. Веруваме во ова? Така да не бидеме носталгични, да бараме само да се врати старото си беше добро. Веќе Господ можеби сака нешто ново да направи. Сака да воспостави некои нови работи. Веќе и во светот, и во црквата некои работи не прилегаат на Божјото царство. И Господ сака да ги преуреди, да ги направи подобри. Јас верувам во тоа. Верувам дека Бог сака да доведе при крај некои работи кои долго време обстојувале и можеби служеле добро некое време, но Бог сака да не одведе во некоја нова територија. Јас тоа го верувам. Зато во Исаија 43:19 пророкот вика вака: еве, правам нешто ново, повторно ново. Веќе се појавува. Зарем не забележувате? Да, ќе направам пат во пустината и патека во безводната земја. Така да веруваме во ова. Знаете, кога го гледаме овој свет, полека, како што старееме, јас како што стареам, како станувам повозрасен, гледам дека одредени луѓе не напуштаат. Во оваа година ги загубив и татко ми, и чичко ми, и некои други луѓе. И ќе видиш дека може да кажеш вака, дека смртта преовладува, дека луѓето се распаѓаат. Но знаете што вика во Божјото Слово? Дека нашиот внатрешен човек постојано се обновува. Во 2 Коринтијани 4:18 Павле вика вака: затоа не се истоштуваме, не се омолоксуваме, не се обескрбуваме. Па и ако се распаѓа нашиот надворешен човек, натрешниот се обновува од ден на ден. Значи тој нов човек во нас, духот во нас, духовниот човек, постојано се обновува. Дури во науката, во медицината кажуваат дека нашето тело, поголем дел нашето тело, се обновуваат, клетките се обновуваат. Прочитав дека коските наши стануваат потполно нови после 10 години. И има некои други работи кои се обновуваат. Значи, ако нашето тело, кој што не е вечно и распадливо, се обновува, колку повеќе тогаш нашиот внатрешен човек. Така потребно е да гледаме она што е внатре во нас, она што е дадено од Господ. Ме разбирате? И да не се обесхрабруваме.
Нашиот внатрешен човек се обновува и тоа значи дека често пати можеби некои наши ставови стануваат нови и не се исти како порано. Јас би рекол вака, дека не е здраво да останеме како црква, како луѓе, како поединци, исти, со истите ставови, со истите доктрини, туку треба да сме отворени, поучливи и спремни понекогаш да признаеме дека сме сгрешили. Јас имав и на проповед, каде што ви исповедав, не знам, беше пред година-две, работи во кои што верував порано, доктрини кои што силно верував, цврсто верував, и полека Светиот Дух работеше во мене, носеше нови работи. Ми ги донесе мојот живот Зоран, ми ги донесе мојот живот Александар и други луѓе, проповедници кои што ми слушал на интернет, на YouTube, и полека некои мои ставови, некои мои ведувања смекна, не бе толку крути и се сменија. Има некои луѓе кои што ќе речат, јас ја задржав верата. И исто, како што се поверував првиот пат, исто верувам. Веруваш во истите работи, но можеби си измамен. Можеби не се вистинските. Така да јас би рекол вака. Во помала или поголема мерка, сите сме измамени во нешто. Нема некој кој што не е измамен во нешто. Ме разбирате? Мислиш дека можеби не си измамен, ама во нешто си измамен, во некоја мисла, во некој став. И тоа не е странно да се признае. Разбирате? Не треба да сме, туку треба да имаме отворени. Треба да имаме поучливи и спремни за некои нови работи. Еве ќе кажам еден пример. Како полека напредуваме и како некои работи кои што мислиме дека порано, или христијаните, црквата мислеле дека порано не се достапни, сега полека дознаваме дека ни се располагани, дека се достапни. Например, една работа зборување јадици. Кои тука зборуваат јадици? Порано, книгите што биле пишувани, да речеме, во 930, пишувало таму дека зборуваш јадици само во некои последни моменти, кога чувствуваш дека Светиот Дух ќе дојде и тогаш треба да почнеш да зборуваш јадици, и зборуваш јадици. Полека потоа читаме нови книги, за да на крај сега новите книги, новите откровенија на Божите луѓе зборуваат дека можеш да зборуваш јадици во секое време. Јас кога примев јазикот, тој дар, и зборував во секое време. Кога да помислев, може да зборувам, во умот може да зборувам јадици. Меѓутоа читав некои книги ме бунеа и си мислев да не е од Господ, да не е нешто лажно. Друга работа во која што полека се менувале ставовите на црквата. Инаку кај некои цркви не е променет тој став. Знаете што веруват? Јазиците беа само за првата црква, не се за нас. Затоа што некој порано напишал таква книга и кажал таква доктрина, ме разбирате? За пророкувањето. Порано, ако се читат книги од постарите луѓе кои што биле пророци, кои што го знаеле таа тема, кажувале кога пророкуваш, треба да си воден од духот, треба да имаш посебно министри, да имаш посебна служба и да пророкуваш и се треба да биде сторено во ред. Едниот да чека, ме разбирате, покрути работи. А денешното откровение, знаете што е? Сите можеме да пророкуваме. Значи тоа не е само за некои одредени луѓе, за посебни специјалисти, за посебни фаци, туку ти, кога гаиш твојот однос, интиматно однос со Господ, можеш да пророкуваш. Ај кренете рака тука, кој од вас ве употребил барем еднаш Господ да пророкувате нешто. Добро, повеќе од половина, тоа е супер. Може би не сте по офис, по функција пророци. Меѓутоа, Библијата кажува и Павле зборува, сакам сите да пророкувате. И го имаме тој дар. Ако ги имаш Светиот Дух, можеш да пророкуваш, можеш да благословиш некого. Амин? Значи има работи кои што сега ги поинаку ги гледам и не се срамам да го кажам тоа. Поинаку гледам за последните времиња. Верувам во позитивен распред. Порано го очекував антихристот, очекував љубовта на луѓето да олади, очекував поразната црква и Исус доаѓа не спасува последен момент. Сега верувам победничка црква. Разбирате? Значи Господ ми го смени тоа. Имам поинакво мислење за спасението. Порано под дејство на некои книги што сум ги прочитал, некои луѓе што ми кажале верував дека само одредени луѓе ќе се спасат, само одредени назначени од Господ. Другите, што сакаш правиме, зборуваме, нема да се спасат. Господ ми прозбори дека сите сака да се спасат. Така да имам подруго мислење во врска со спасението. Зашто бев спремен да му дозволам Господ да ми дава нови работи.
порано верував многу од духовно војување. Ке се молам за некого, ке клечам, ке се застапувам, ке плачам. Ме разбирате? Затоа што верував дека ако јас тоа не го правам, таа личност ќе отпадне. Сега му предавам на Господ, сега повеќе прокламирам. Ме разбирате? Повеќе, како да кажам, повеќе не верувам во духовно војување со сатаната. Тој те тепа тема и ти му враќаш и го дотепуваш, го толчуваш. Туку верувам дека кога имаш авторитет во Господ, кога знаеш кој си, кога го имаш вистинскиот идентитет, тој мора помогне од тебе, разбирате. И некои други работи Господ ме ги смена сега да спомнам. Ова може ќе е премногу искрено, ама повеќе не верувам во чекање на ред за пророкување. Повеќе не верувам во чекање на ред за исцеление. Затоа што верувам дека можеме да лично да напредуваме во тоа и Господ да ни прозбори лично. Знаете што? Имавме една комшивка во преходниот стан кај што живеевме. Стара жена, пензионерка, сама живее, децата и се во Америка. И често пати ќе заглавеше нешто, дали на лаптопот ќе заглавеше дали на мобилниот и ќе тропне на врата, Андреј тука е. О, тој златниот. И Андреј ќе дојде, ќе кажи и најверојатно ќе се работи за некоја многу банална работа, многу лесна работа што ние помладите, ама тоа требало да се притисни и Андреј ќе го направи таа цела благодарна. Дури сега му пишувала дека многу не достигаш, така? И потоа следниот пат повторно ќе го викне и многу често пати ќе се случи да е за листата работа. Зошто го кажам овој пример? Затоа што во црквата сме навикнале да има специјалисти. Овој човек е задолжен за тоа. Тој пророкува и ќе ми каже што треба да правам во животот. Ме разбирате? Овој е учител, тој повеќе разбира Библијата од мене, јас сум стар, не гледам, не разбирам. И тој ќе ми каже како да правилно живеам. Пасторот ќе се грижи за мене, така? Евангелизаторот, не тој нека ми зборува на луѓето, јас не знам како да сведочам. Многумина има таков став. Јас сум стар, јас не знам. Меѓутоа, знаете што? Во второ Тимотеј, мислам дека беше, 3:17 вика, Божиот човек треба да е спремен, оспособен, обучен за секакво добро дело. Јас не го примев Исус на таков начин. Туку Господ ме постави баш да правам многу функции. Како да кажем, во црквата сум работел многу, сум зборувал, сум водел, сум служел, сум водел славење, сум се молел и знам дека кога сакаме се може да го правиме. Ме разбирате? Така да немаме таков став. Јас би рекол вака, на пророкот, знаете кој што му е главната функција? Да ги научи луѓето сите правилно да го разбират Божиот глас. Да го разбират Божиото срце, Божиот ум. На евангелизаторот е да ги научи луѓето да имаат срце за изгубените и да одат и да му кажат, можеш и ти. Еве ќе ти кажам како, многу е лесно. Разбирате? На учителот е да им развие на луѓето посебна љубов и страст кон Божјото Слово и самите да ги испитуваат тие вистини, самите да наредуваат во доктрини. Кој не го кажавме друг? Една работа сум научил за Божјото царство и за небото, дека не форсира ние верниците да размислуваме сите исто. Интересна работа. Затоа толку многу различни деноминации, затоа толку многу различни доктрини. Меѓутоа, во основата на небото, во основата Божјото царство е љубовта. А љубовта никогаш не форсира. Љубовта само љубезно поканува, ме разбирате. Така да многу работи што порано учеле дека не можеме да ги правиме, сега разбираме дека се достапни. Го примаме ова? Господ прави нови работи. Господ сака, можеби некои работи кои што биле многу воздигнати, да ги спушти подолу во црквата, а некои кои што биле можеби изгазени, потиснати, придушени, полека да се извијат и тие да го имаат својот глас. Господ повика мнозина, не само поединци. Амин. И така Господ ме зборуваше многу за евангелието, за радосната вест.
и ми кажа дека тоа евангелие е всушност радосна вест за новото создание во Исус Христос. Павле не се срамил од тоа евангелие. Павле бил убиен заради тоа евангелие, заради таа радосна вест. Во Римјани 1:16 Павле вика: зашто јас не се срамам од евангелието, бидејќи тоа е Божја сила за спасение на секој кој верува, први на јудеец, а потоа и за грк. И за оние што се побожни, за оние што се религиозни, и за оние што се филозофи. Значи јудеец представува тој што е религиозниот, гркот тој кој што е филозоф, ученик од овој свет. И така верувам дека ова радосна вест, ова знаење што ние го имаме, знаење што сте го примили од Господ. Павле вика вака: пораката што ја добив од Бог не е човечка. Евангелието што ми беше дадено не е хумана порака, не е човечка порака. Хумана порака, ќе си веруваме во Господ, добар човек беше, умре за нас. Туку има сила. Вика, ова е надчовечка порака, не е хумана. И така верувам дека ова евангелие што ние го имаме е поголемо од она лимитирано што ние го представуваме. Евангелието не е само ти си грешник, ти сгреши, го разочара Господ, му го скрши срцето, ама Господ сега сепак реши да ти прости, заради тебе мораше дори својот син да го убие, и сега ако поверуваш ќе се спасиш и нема да одиш во пеколот, туку ќе одиш во рајот. Да, тоа е дел од евангелието, ама не е само за тоа. Евангелието кажува дека сега ти си ново создание во Исус Христос. Преку верата во Него, ти си ново создание. Во 2 Коринтијани 5:17, ова е клучниот стих што денеска сами го зборувам. Во 2 Коринтијани 5:17 вика вака: и така, ако е некој во Христос, тој е ново создание. Старото помина и ете се стана ново. Бидејќи многу мина од нас, често имаме ваков став. Што да правам? Таков сум. Не можам да се сменам. Секојаш ќе грешам. Секојаш ќе правам утки. Знаете што? Тоа е затоа што не веруваш дека ти си ново создание во Исус Христос. Ако се проповеда ново создание во црквата и насекаде, ако се проповеда дека сега сме нови личности во Исус Христос, дека сме нови созданија, дека повеќе не сме само од мајка родени, туку некој вака рекол: ние сме родени од утробата на Светиот Дух. Од таму излеговме од Бог. Сега сме нови созданија. Ако се проповеда тоа евангелие на ново создание, и ако поверуваме, ќе видиме дека стварно натрешниот човек во нас е силен, духот во нас е силен, постојано се обновува. Јас можам се преку Исус Христос кој ми дава сила. Често пати во црквата ние само се занимаваме со стариот човек и се обидуваме него да го исцелиме, него да го правиме, ме разбирате? И сето добри работи, техники, ме разбирате, на некои им се потребни може исцелувања, советување и такви работи. Меѓутоа, ако го примеш со цело срце евангелието за ново создание, дека старото помина, дека се стана ново, тоа ќе видиме промени. Јас сум напишал вака: кога не се проповеда евангелие за новото создание, нема да има и однесување или пројава на тоа ново создание. Значи, ако нема порака дека ние сме нови личности, тогаш нема ни многу да видиме нови работи. Ќе се гледаме само себе си, ќе си викаме ово истиот. Од денот кога го познав, знам дека една личност ми кажа за една личност: истиот си е. Уште на школа кога бевме и после тоа и денеска си е истиот човек. И тоа за мене е поразително, ме разбирате? Меѓутоа, ако таа личност ја го прифати Исус и поверува дека јас не сум повеќе грдото пајче, туку дека сум во лебед, Господ ќе ми направи тоа, дека повеќе над мене нема власт она што е од Адам, туку сега го прифаќам она што е од Исус и сум ново создание во него, тоа ќе има сила. Да разбирате што да ме кажам. Често пати во црквата сме соочени со спротивна порака, каде што само те удираат, само те тепаат и ти кажуваат: уште си стар, уште си старо создание,
треба повеќе да читаш Библија, треба повеќе да се молиш, треба ова, треба она, свестете се, луѓе. Жена ми имитира. Понекош на неја вака вежбам. И после паѓам во несвест од незините удар. Ајде да свртиме ново чист. Ако си ново создание во Исус Христос, тоа значи дека и ограничувањата од твојот стар човек веќе нема да имат власт над тебе. На почетокот од мојот брак се соочи со нешто, ќе направам некоја глупост и жена ми ќе ми кажи: смени се, не можеш вака, не си повеќе дете. Во брак си, биди сериозен. И мојата реакција беше: што да правам, таков сум, на битолски. И така, тоа ми стана најголем екскюз, како се вика тоа, оправдание. Што да правам, таков сум, таков бил татко ми, таков бил дедо ми, прадедо ми, таков ќе си бидам. И тоа беше најголема лага, најголема измама во мојот живот. Од човек кој што ме мрзеше да станам, бидејќи се бев многу разганено дете, ако ми се пиеше вода: мама, дај ми вода, еве ти ја водата. Гледам телевизија. Он ме сочекуваше само да учам и не правам ништо. Нема нешто да се купи на пазар, не одам јас, мајка ми оде. Не разбирате? И ако некоја промена сум доживел, е повеќе таа мрза како да отиде од мене. Веќе поверував дека сега имам сила во Господ и дека повеќе таа мрза, таа леност, не знам како да кажам, и сега сум сменен. Така маја. Амин. Знаете кој е клучот? Во 2 Коринтијани 4:13. Павле тука зборува: поверував, затоа изборувам. И кога зборуваш со вера, се отворат нови можности, се отворат нови веројатности, бидејќи во Изреки 23:7 вика: како што веруваш во срцето, тоа и си. И така, прво ти било кажано дека ти си грешен заради Адам што сгрешил. И ти се наследил неговата грешна природа, така? И ти пробуваш нешто да направиш со своја сила, пробуваш, на крај пак ќе утниш. Пак ќе се повредиш себе си, ќе повредиш другите, ќе завршиш разочаран. И сега, новиот завет, нашата порака на Евангелието кажува: не, сега си ново создание, затоа што Исус умре за тебе, го зеде твојот грев врз своето тело и воскресна за твое оправдание, и сега ти си ново создание и ја имаш божествената природа. Библијата кажува во Петар: сега имаме божествена природа, се можем преку Исус Христос. Дадени се многобројни ветувања да станеме соучесници на божествената природа. И сега поверував и затоа зборувам, и затоа делувам. Не разбирате? Кога ќе го фатиш тоа, и така, која е тајната на тие луѓе кои што, како кажам, навидом живеат во успех? Не паѓаат и стануваат како нас, обичните верници. Затоа што силно поверувале. Старото помина, се стана ново. Не разбирате? И го зборувам тоа, го исповедам. Во последно време Господ ми зборуваше за дишење. Се размислувале за дишењето? Не знам, се сеќавам кога еднаш Зоран, така најнаш out of blue што се вика, најнаш му текна и кажа: некои од вас не знаете да дишите. Се сеќавате на тоа? Има кажам. Треба да научите да дишите. И се викам: шо му е? На Зоран сака да ја научи некои техники за дишење. И што е? Знаете, кога во тој стих кажува старото помина, се стана нова, тоа не се однесува само за нешто што се случило внатре во тебе, туку и околу тебе. Бог во својата добрина, во својата милост, во својата благодат, не само што те променува однатре и те обновува преку Божјиот човек, преку Светиот Дух, туку те обкружува со нова атмосфера. Јас се сеќавам дека еднаш имаше евангелизација, мислам дека беше Били Грејм, мислам, или беше некоја друга, многу одамна кога бев студент, беше во театарот на народностите, тоа е кај Битпазар, така? И едно другарче мој го донесов таму и таму тој го прими Исус.
Значи, после тоа имаше покана, кој сака да го прими во своето срце Исус како свој Господ и Спасител. И потоа радост имаше во него, стварно имаше радост. И излегуваме, се враќаме и само вака застана и ми рече: Николче, нешто чудно се случува. Што? Па вика, небото е плаво. Викам, да, не си знаел? Дрвата, лисијата се зелени. Воздухот е свеж. Викам, да, порано не го приметував тоа. Не разбирате? Кога го прими Исус, најнаш тој почна да гледа работите на подруго ниво. Најнаш кога нешто било замаглено и се разведрило. Разбирате? И најнаш кога вистински да дишеше, кога вистински го уживаше во Божјото создание. Антонио Кавадарци се викаше. И тоа на почетокот се случува, меѓутоа можеме често пати да го заборавиме, не разбирате? Бидејќи сме повикани секојдневно да дишиме од Божјата атмосфера. Во Колошаните 1:13 вика дека Бог не избави, тоест не пренесе од не е царство тоа, Зоран така го кажа, туку да пренесе од доминација на темнината, значи од тој хаос, од тој живување, од таа тиранија, и не пренесе, направи трансфер на нас, транслокација во царството на неговиот син. Така да во духовното, кој што е вистинска реалност, повеќе не сме сега во некоја ситуација како порано, не разбирате? Ако порано си гледал дека се околу тебе е пустина и трње и непријателство, не разбирате? Сега, откако поверувал Исус, ти си пренесен во подруга, поблага атмосфера. Не си повеќе во доминацијата и теророт на темнината, туку си во царството на неговиот син Исус Христос. Во Ефешаните 2:6 вика дека не подигна и не седна заедно со Исус на небесата. Така во духот сега сме во Исус на небесата. Не разбирате? Старото помина, се стана ново. Ти повеќе не си во иста атмосфера, ти повеќе не си во исто обкружување, туку сега си на небото, во духот. Сега си пренесен во царството на светлината, во царството на Исус Христос. Старото помина, се стана ново. Во дела 9.1, тука зборува за Павле пред да стане Павле, тој бил, како се викал? Савле, така. Саулус. Се може би не во најновите преводи, во постарите преводи пишува вака: Савле дишеше, се уште дишеше со закани и убиства против Господовите ученици. Да. Значи, Павле дишел во тоа, тоа му било живот, тоа му било исполнување. Разбирате? Стари сте видели некои луѓе кои што како да дишат во одмазда, или дишат во тага, или дишат во огорченост, или дишат во насилство. И целата атмосфера околу нив е како да живеат во таа атмосфера, да дишат од тоа. Разбирате? Меѓутоа, кога стана Павле, почна да дише нова атмосфера. Старото помина, се стана ново. Савле стана Павле и сега дишеше нови работи, ново создание. Знаете што? Дишеше од атмосферата на благодата. Пред тоа дишеше од законот, од легализмот, имаше закани, имаше убиства. Знаете, некои луѓе стварно дишат во тоа. Јас и Маја се чудиме во нашата нова зграда. Од време на време ќе најдеме некое известување. Доколку не го направите тоа и тоа, во спротивно ќе ви се исклучи струјата. Доколку не го правите тоа, ќе ви се исклучи водата. И се некои закони се викам. Овие нема друг речник. се само нешто со закани. И во светот е така, не разбирате? Има Божјото царство е милост, Божјото царство е љубезност. Додека во светот често пати има крутост, има суровост. Интересно е што на почетокот Бог вдахна дух во Адам и се кажува дека тој стана жива душа. Еврејскиот збор е руах. Го вдахна својот дух и Адам стана жива душа. Меѓутоа во Јован 20:22 Исус тука сега им дувнува, значи Јован 20:22 кој им го кажа ова,
дувна налив и им рече примете Свети Дух. Кога Бог вдахна дух во Адам, ние станавме луѓе преку него, така? Станавме живи души. Меѓутоа, зашто го направи ова Исус? Уште пред Пентекост. Ова стана уште пред Пентекост, уште пред да дојде Светиот Дух и црквата. Затоа што сакаше да покаже дека сега создавам нова креација, ново создание. Старото помина, новото дојде. Повеќе не сте од Адам, туку сега сте од Исус. Последниот Адам, кој што стана животворен дух, животворен здив. Често пати кога зборам за Светиот Дух, зборот е здив, дух, дах, ме разбирате? И така често пати кога сакам да влизам во Божјото присуство почнам да дишам. Едноставно, Господи, ти си околу мене, ти си во мене, јас сум во тебе и јас дишам. Интересна работа е, многу религии, многу филозофии се кажуваат некои духовни техники, затоа што имале некое знаење, некои асоциации, некое презнаење, дека е важно дишењето. Знаете кога најмногу дишам од Божјото царство? Кога читам Божјото слово. Затоа што во 2 Тимотеј 3:16 вика целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата. Значи, кога читаш, ти всушност, бидејќи е вдахнато од Светиот Дух, Божјиот здив е во него, и читаш некои стихови и најнаш почнуваш да дишиш нова атмосфера. Може би си дишал во, како кажам, во лага, во измама, во грев, во гнев, во горчина, и потоа дојде тој стих и како да дишуваш нешто друго, поинаков мирис има. Јас сеќам кога бев млад христијан, кога примив Исус, си купив едно старо заветче, малечко, бело или сиво беше, не знам, кожно, и беше осветено, мирисеше на страниците му беа осветени, така кој пат да отворам страницата, мирисеше на нешто, го чаделе, го правиле таму. Темјан, тоа? Да. И така да секој кога отворев, јас многу него сакам темјанот, не знам, може тоа бев демонизиран, кој знае. Ама ќе почна да читам. Меѓутоа со текот на времето почнав да го вдишувам Божјиот воздух, Божјата атмосфера. Веќе Божјото слово, целото Божјо слово, Стариот и Новиот Завет е од Бог вдахновено. Таму е Божјиот здив. Го прифаќаме во? Така да, затоа не ме зачудува зашто Зоран го кажа тоа, дека некои од нас треба да почнат да дишат правилно, да дишиме. Јас сеќам кога бев еднаш во Шутка, таму бев 2 години како пастор, како водач, и толку беше мојата кариера како пастор. После тоа се реков, фала ти Господи, ова не е за мене, и дојде Тони Шапов, и тој обстајува, тој е многу посилен од мене. Сватив дека многу луѓе од верниците таму живеат во загадена атмосфера, и стварно таму беше загадено, имаше многу ѓубре на времето, ако сте биле во црквата. И Господ ми кажа, меѓутоа барам луѓе кои што ќе се воздигнат и ќе почнат да дишат од мојата атмосфера. Значи избор е. Понекогаш можеш да дишиш. За мене секојаш избор. Пошто по природа сум импулсивен и нервозен човек, наследен од моите родители и прародители, и можам да дишам во гнев или да направам избор и да речам, окей, ќе дишам во Божјото царство, кое што е праведност и радост и мир од Светиот Дух. Добро е, човече. Многу повеќе вика, исполнувајте се со Светиот Дух. Не мора да пушиш цигари или марихуани или такви работи. Интересна работа е. Тоа ти дава некој лажен, привиден мир, убавина, екстаза. Меѓутоа, колку повеќе од Светиот Дух и Божјото царство. Јас верувам дека треба да дишиме во ритамот на благодата. Оваа црква веќе полуго време диши во тој ритам на благодата. И ми се допаѓа за тоа. Ќе привршувам, доста беше. Кога Павле бил во Атина и чекал да дојде некој, не знам дали го чекал, Тимотеј го чекал и го гледал градот препун со
статуи, кипови, како се вика тоа? Кога се пренесува Господ на лажни богови. Како? Идоли, да, препонс идоли, не ми забораваше, не ми текнуваше збори. Препонс идоли и се наживил во духот. И потоа почнал ми зборуване, да отишол во центарот, почнал ми зборуване луѓето и имал добра стратегија, нашол некој споменик посветен на непознатиот Бог. И им рекол, ајде изборувам за непознатиот Бог, тој Бог кој што вие не го познавате, тој е создадел на се. И потом рекол како што некој ваш поет напишал, и им кажал, во него живееме, во него се движиме и постоиме. Значи, ние сме во Бог. Ние сме во Исус и Исус е во нас. Во него живееме. Во него дишиме. Така јас со вера можам да пристапам во неговото присуство и верувам дека дишам од неговата атмосфера. И вика, во него се движиме. И во него постоиме. Кога дишиш од Божјата атмосфера, тоа ќе те предвижува. Разбирате? Има еден човек од Библијата, сте слушнале за Енох, седмиот после Адам, така мислам дека за него се кажува дека тој чекореше со Бог и го снема. Кога имал 365 години, го снемало. Зошто? Затоа што Бог млад бил да не остарел тогаш. Тоа што луѓето да живееле до 900 години. Меѓутоа чекорел постојано со Бог и го снемало, бидејќи Бог го зема со него. Знаете што значи тоа? Тој не видел смрт, не видел распаѓање на неговото тело. Туку постојано чекорел во него, дишал Божјата атмосфера и се нашол во Божјото, и тој е се уште жив. Ако сака може да се појави. Разбирате? Се уште е активен, многу луѓе наоѓаат дека им се појавува Инох и ги учи на некои работи. Тој е дел од облакот на сведоци. Затоа ако дишиш во него и се движиш во него и постоиш, пребиваш во него, има големи работи. Знаете, кога се работи со Бог, е чекорење интимно со него. Може таму внимание, молам? Шал. Често пати, може би во вашиот живот имате некои авторитети кои што ќе ви кажат, дали на работа, дали било каде, во фамилијата, ќе ме послушаш. Јас сум ти тоа и тоа, јас сум на таа позиција и сакам да ме видиш послушам. Сте виделе такво нешто? Да. Јас не верувам дека Бог е таков. Барем јас, со откровението што го имам, не верувам дека е Бог таков и да каже, ќе ме послушаш, а има право да го каже тоа, јас сум Бог и ти ќе ме слушаш. Бидејќи послушноста не треба да произлегува од позиција, туку треба да произлегува од взаимен однос. Да се напишано на англиски, obedience is to be relational. Значи послушноста треба да произлегува од интимност со Господ, од пријателство со Господ. Не разбирате? И така кога јас чекорам со Бог и кога гледам неговата добрина, кога спознам неговата верност, тоа ме натера да бидам послушен. Не разбирате? Многу е потешко кога треба да бидеш послушен на некој кој што е груб, кој што е суров, а Бог не е таков. И кој што само сака да има авторитет над тебе. Така да чекориме заедно со него, дишиме од неговото присуство, се движиме во него, постоиме во него и послушноста произлегува тоа. Некои луѓе им кажа вака работа. Најдов некаде, еден човек кажа, вика, not working, на англиски, not working, but walking relationship with God. Not working, but walking. Кој е преводот? Значи не работен однос со Господ, туку шетачки однос со Господ. Си се шеташ, го носиш секаде. Во продавница го земам Господ со мене. Дома го земам Господ со мене. На спиње го земам. Ми зборува. Веќе јас сум негово чедо, веќе јас сум јагне на неговото стадо, кој го познава гласот на мојот пастир и може многу да научам од него. Го познам неговиот глас. Ред? Ајде една рекапитулација пред да завршам. Значи, јас верувам дека нашиот внатрешен човек постојано се обновува, дека сме ново создание во Исус Христос.
и дека евангелието што треба да го проповедаме и да го слушаме, евангелие на ново создание, да се охрабруваме едни со други. Ти не си повеќе стариот човек. Ама ова го направи вчера, во ред. Ама тоа. Меѓутоа, ако поверуваш дека си ново создание во Исус Христос, ако го примиш евангелието со цело срце, ќе видиш работи, ќе се чудиш од самиот себе си. Не разбирате? И треба и другите да ги посматраме на таков начин. Не само да ги посматраме како недоволно исцелени, недоволно научени, недоволно ова. Туку да најдеме начин да ги потекнуваме да израстат до вистинската stature, до вистинската пројава на маж и жена во Исус Христос. Може станеме се помолиме. А ќе вежуваме сега. Сега ќе веруваме дека влегуваме Божјото присуство и дека почнуваме да дишиме од неговата атмосфера. Добре? Може би се осеќаш обременет, може би се чувствуваш дека има тежини во тебе, дека и не можеш да се опуштиш. Меѓутоа, ти си во Исус и тој е во тебе и ти си во неговото присуство. Сега со вера, Татко Небесен, во името на Исус, очекуваме, Господе, во Твоето присуство. Завесата е разцепена, Господе. Имаме пристап до најсветото место, во самиот Божи храм, во самиот Божи трон. И Татко Небесен, сега почнуваме да дишиме од таа небеска атмосфера, бидејќи Ти не префрли, Господе, од царството на темнината, од доминацијата на темнината во царството на Твојот Син Исус Христос. И сме седнати заедно со Тебе, Исусе. И се со вера, Господе, дишиме од таа атмосфера, Господе. Го примаме Твојот живот. Живот во изобилие. Фала Ти, Господи, Боже мој. Фала Ти, Господи, што ставаш нова сила во нас. Фала Ти, што ставаш нова надеж, Господи, Боже мој. Фала Ти, Господи, старото помина. Се стана ново, Господи. Фала Ти, што нема да слушаме повеќе вести, Господи, за прерана смрт, Господи. Туку ќе слушаме за победи во Исус Христос во нашиот живот и во животот на другите, Татко Небесен. Фала Ти, што Твојата црква е силна, Господи. Фала Ти, што пеколот нема да ја надвладае, Господи, Боже мој. Фала Ти, што Ти ја градиш својата црква, Господи. Не обучуваш, Татко Небесен. Фала Ти, Татко Небесен, што ќе ни дадеш сила, Господи, и во сили, Господи, на пандемии, Господи, и на препреки, ние да не престанеме да го кажуваме Твоето Слово, Твоето Евангелие, Господи, дека сме нови личности, нови созданија, нови креација во Исус Христос. Со дека наполно не се прояви Твоето царство, Господи, и Божјото уредување, Господи, и Ти се прославиш. Во името на Исус, амин. Амин.